Саботно издание на регионалните вести. Во Тетово пред споменикот на револуцијата беше одбележан 19 ноември, денот на ослободување на градот. Чествувањето го организираше Сојузот на борци од Тетово. Чествувањето на празникот 19 ноември започна со интонирање на македонската химна. Потоа повеќе делегации, политички партии и здруженија положија букети цвеќиња пред споменикот на револуцијата. Говор пред присутните одржа председателот на Сојузот на борци на Тетово Стојан Петрушевски. Тој истакна дека денот на ослободување на Тетово е значаен, затоа што на 19 ноември се ослободила и цела Македонија. Ослободувањето на Тетово се поклопува со завршните операции на Народно-ослободителната војска на Македонија за конечно ослободување на вардарскиот дел на Македонија. Накусо да се подсетиме на тие настани. Германските сили по капитулацијата на Италија и Бугарија, како на своји сојузници, се подпираше на балистичките профашистички организации. Советувањето за голема Албанија и со паролата дека комунистите физички ќе ги ликвидираат албанците, Германија на таков начин го обезбедуваше повлекувањето на групата армии од Грција кон север. Токму затоа, борбите за ослободување на Тетово всушност беа започнати во околината на Скопје. За ослободувањето на Тетово беа преземени борбени дејства од два правци: Скопје, Тетово и Кичево Гостивар. На 19 ноември 1944 година единиците на македонската војска влегоа во Тетово без да им се пружи некаков отпор. Поголема група на младинци скоевци символично во центарот на Тетово ја превзедоа власта со разоружување на една непријателска група. Жителите на Тетово со радост и воодушевување ги пречека партизаните. Со расширени раци ги пречекаа сите оние кои ја посакуваа слободата: македонци, албанци, турци, срби, роми и други. Со чинот на ослободувањето на Тетово, а со тоа и на конечно ослободување на Македонија, се покаже оправдано водењето на Народно-ослободителната и антифашистичка војна и дадените жртви. Со тие придобивки се дојде до национална и социјална слобода на македонскиот народ и се создаде за прв пат современа македонска држава. Петрушевски изрази разочарување што на денешното одбележување годинава не се појави представник од општинските власти, иако законска обврска на локалната самоуправа е да ги чествува датумите од македонската историја. Почитувани присутни, македонскиот народ имаше огромен придонес во Народно-ослободителната и антифашистичка војна, што ја плати со 24.000 жртви. Голем број наши сограѓани, борци од Тетово и Тетовско, зедо активно учество во војната. 360 од сите етнички заедници го положија својот млад живот. Меѓу нив животот го дадоа и народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Од тие причини должни сме со почит да гледаме кон придобивките на Народно-ослободителната војна, да ја негуваме и во тој дух да ја воспитуваме младата генерација. Според придонесот што го дадоа партизаните, заслужуваат многу повеќе од овој скромен собир. Со осамостојувањето на Република Македонија и воведувањето на повеќепартискиот систем, а посебно со децентрализацијата на власта, единствена грижа за одбележување на значајни настани од историјата ја има Сојузот на борци Тетово. Меѓутоа, за организирање на прослави по повод вакви слични празници, законска и морална обврска е на општината со своите органи и тела. Да се надеваме дека во наредниот период градоначалникот и советот на општината ќе превземат улогата тие да бидат носители. Почитувани, нека овој празник не сплоти сите независно од националната, верска и партиска припадност и да дадеме придонес во развојот на општината и во целост на Република Македонија. 19 ноември да го прославуваме уште многу години. Да живее Република Македонија!
На денешното чествување на празникот 19 ноември, букети цвеќиња положија Сојузот на борци Тетово, Тетовскиот гарнизон при Арама, Организацијата на резервни офицери, Сојузот на борци од општина Штрпце, Сојузот на борци од Гостивар, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, Општинската организација на СДСМ Тетово, Одборот на бранители, Сдруженијето на бранители Бедем, Сдруженијето на војни политички ветерани, Сдруженијето на пензионери на Тетово, Сдруженијето на телесни трудови инвалиди, Сдруженијето на херои на Македонија, Културно-метничкото друштво Бранко Чајка, Македонско-хрватското друштво и делегација од музеот на Тетовскиот крај. По повод денот на ослободувањето, Општинската организација на СДСМ од Тетово ги посети партизанските гробишта. По повод 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, членовите на Социјалдемократскиот сојуз денеска се наоѓаат на партизанските гробишта во Тетово. Сакаме овој убав и свечен ден да го одбележиме со полагање на цвеќе на паднатите борци и нашите народни херои. Сакам да кажем дека далечната 1941 година фашистичкиот окупатор ја нападна поранешна Југославија на 6 април 1941 година. Нападот на Југославија значеше во исто време напад на Македонија, што значи и напад и окупација на Тетово. Тетово како град беше окупиран од фашистичките окупатори, бугарскиот и италијанскиот фашистички окупатор, но со договорот од 1941 година, поточно 22 јули 1941 година, Тетово ја доживеа и тројната поделба, затоа што кон фашистичкиот окупатор Тетово беше окупиран и од домашните предавници, односно сојузниците, балистичките формации со идеја за создавање на голема Албанија. Народно-ослободителната борба траеше цели 5 години. Со ослободувањето на нашиот град Тетово на 19 ноември 1941 година како последен град ослободен во Република Македонија, значеше и конечното ослободување на нашата земја. Младинската организација на СДСМ од Тетово по повод денот на ослободувањето ги посети сите историски паметници од Втората светска војна. Цела младост посветена на ослободувањето на родниот град. Многу млади животи згаснати во борбата со фашистичкиот окупатор во Тетово и Тетовско. Нивните другари од народно-ослободителната борба по ослободувањето им подигнале паметници на сите историски значајни места. Нивните имиња и ликови стојат издлабени во мермер, камен и бронза. Годинава 72 години по ослободувањето, искажувајќи благодарност и поклон, ги посетивме сите заборавени споменобележја од ослободителната борба во Тетово и Тетовско. Нашите предци биле храбри луѓе. За посветла иднина ни е потребно многу повеќе почитување на заедничкото минато и многу повеќе слога во сегашноста. Нека ни е честит денот на ослободувањето на Тетово, велат во соопштението од Социјалдемократската младина Тетово. Ученик од основното училиште Блаже Конески од Прилеп ја доби првата награда на традиционалниот конкурс за песни за деца и возрастни во организација на литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово. Конкурсот годинава прослави 30 годишен јубилеј. Литературниот клуб Кирил Печиновик при Центарот за култура Илијантески смок во Тетово ги прогласи победниците и ги додели наградите на нивниот традиционален конкурс за песна и за деца и за возрастни. Годинава на конкурсот учествува 80 песни од повеќе градови од Македонија. Единствено основното училиште Андреја Саветски Кикиш организирано, значи достави од нивната литературна секција песни. Другите не најдоа за згодно, да речам, да им ги информираат децата, за да и тие учествуваат. Да се надеваме дека ќе видат преку медиумиве и до година ќе се ангажираат да учествуваат и учениците од останатите училишта Тетово. Инаку, благодарејќи на социјалните мрежи, значи имаме страница од литературниот клуб на Фејсбук и група, значи ја информиравме јавноста во Република Македонија, имаше учесници од цела Република Македонија. Годинава за најдобра песна за деца. Наградата ја доби песната Делата на Блаже Конески од Христијан Марковски, ученик во основното училиште Климент Охридски во Прилеп. Јас сум Христијан Марковски од Прилеп, од основното училиште Климент Охридски. Добив награда за мојата песна Делата на Конески и се чувствувам многу убаво и многу сум задоволен затоа што добив прва награда. Од кого се занимаваше со пишување на песни?
Па пред околу 2-3 години веќе пишувам. И имам добиено многу награди. Така, колку ве мотивира понатаму да се занимавате, нели ваквите конкурси? Па многу ме мотивира и сакам да пишувам. Меѓу присутните беше и Ангела Андоновска од Основното училиште Андреја Савески Кикиш од Тетово, кој учествувала на конкурсот со песната разделба. Јас сум Ангела Андоновска, 7 оделение сум и учам во Основното училиште Андреја Савески Кикиш. Учествував со песната разделба, која беше со љубовен мотив и добив втора награда. Колку време се занимаваш со пишување на песни? Па не многу долго време, овие последни 2 години. Што значи за тебе како млада поетиса ваквите конкурси? Па многу голем успех и поголемо искуство, а и мотив за понатамошна работа. Конкурсот за најдобра песна за деца и возрастни во организација на литературниот клуб Киро Печиновик има долга традиција и годинава е 30 поред. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Јегуновце организираше комитска вечер. Тука се луѓето од сите населени места на општина Јегуновце, Тетово, Гостивар и од цела Македонија. Добра причина за дружење во пријатна атмосфера со скромен коктел. Да се поразговара за идеологијата на партијата ВМРО ДПМН, да се слушнат и споделат сите што мислат заедно. Пред нас се само 23 дена до најголемата убедлива победа на ВМРО ДПМН, каде што овој пат гласаме за 63 пратеници. Тука, од оваа сала порачуваме доста за кризата. Во Гостивар денес утре и во понеделник се собираат потписи за поддршка на проект на родители на деца со посебни потреби, насловен со почит. Сдруженијето Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби започна да собира потписи од граѓаните на Гостивар за поддршка на проектот Со почит. Се работи за проект кој има за цел да се надминат предрасудите и да се спречи употребата на зборови кои се навредливи за лицата со попреченост и нивните семејства. Ние во секојдневниот живот и во секојдневниот говор ги употребуваме зборовите ретардиран, ја не сум удрен во главата или не сум будала. Сите овие зборови ги повредуваат родителите и лицата со посебни потреби. Нашата цел, целта на Ресурсниот центар е да го спречи ваквиот говор фактички како на повреда, на омраза према овие лица. И затоа го направивме овој проект Со почит, за сите ние да имаме поголема почит према лицата со посебни потреби. Лицата со попреченост имаат право на достоинствен и квалитетен живот, да ги срушиме бариерите и да создадеме мостови на соработка. Ова стои во пораката која денес им се делеше на граѓаните што дадоа поддршка на проектот со свој потпис. Им се обраќаме на нашите сограѓани, особено на младите и лицата кои се занимаваат со јавна работа, дека се должни да внимаваат на своето изразување при јавни настапи и излагања. Да внимаваат какви зборови ќе употребуваат и какви споредби ќе прават, со оглед на тоа што директно учествуваат во формирањето на јавната свест на едно општество, во кое потполно еднакво припажаат и лицата со било каква попреченост, како и нивните семејства. Токму заради ова, нивната одговорност е уште поголема. Лицата со посебни потреби имаат право на достоинствен и квалитетен живот, бидејќи и тие се дел од нас. Да ги срушиме бариерите меѓу луѓето и да создадеме мостови на соработка, почитување и еднаквост. Родителите на деца со посебни потреби во Македонија преку повеќе здруженија во иднина ќе бараат промена на законските рамки за одредени права со цел да им се помогне во негата и грижата за најмилите. Едно од барањата е зголемување на посебниот додаток, нега на трето лице, изоставување на 26 години што го примаат децата со посебни потреби и после 26 години да биде тоа продолжено, а не да биде како нега на друго лице, бидејќи овие деца со посебни потреби нема да пораснат никогаш, секогаш се деца. Остварување на правото на персонален асистент, кој ќе им помага на родителите во слободно време, да имат и тие слободно време, малце да се дадат оддишка, да се одморат, или пак да бидат платени самите родители како персонални асистенти, тоа ќе го изберат родителите. И тие да се имаат исто право како вработени во државни институции, во владата. Потписи за поддршка на проектот Со почит ќе се собираат и во наредните 2 дена, недела и понеделник, на градскиот плоштад во Гостивар.
Во продолжение погледнете ја телевизиската анкета Граѓаните зборуваат, во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со вода. Друго? Ништо. Најбитно е водата. Како да се реши проблемот? Тоа тие што земат плата за тоа. Нарочито инфраструктурата е многу лоша. Треба нови булеварди да се отворат, да има и за пешачи и за возила, тоа е голем хендикеп за Тетово. Градот нема ред никако, како и колата паркирана. Никакви нема ред. Тоа. Нема паркинзи? Нема и паркинзи, нема, не може да пројдеш, нема каде да паркираш. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со све. Што, например? Со све, политиката во нула, стандардот нула, платите за нигде, пензиите за нигде. Некој што има многу, некој што нема ич. А и тој што има многу, јаде од тој што нема. Еве, со детето се надам никако воопште да се прима од работа и ушики неколку години работеше ги пушта и сега од дома, со него имам највише проблеми. Со работава проблеми многу. Никакви проблеми. Све ви е добро? Све е добро е. Нешто му фали на градот овде како? Ништо. Коментар за политичката состојба? Ништо, не ме интересира за тоа. Сега почна да се гради по градот кој има изборите. Тоа само. А пред зборите ќе заборавате више не работа ништо. Проблеми има доста и од А до Ж. Комент нема. Прва е патови, видиш, ова други, и политички, финансиски, економски, све. Нула, нема ништо позитивно, само негативно. Што да ти кажем? Знае цело свет. Статистички сакаш да кажеш, народот без работа, лажливи партии. Више нема, никоме не интересуе ни политика, само екзистенција. Нема кај да работа, млади, бегне, све е у странство, тоа е срамота. Ми како да смо Африка, не у Европа. Еде, ја, например, кога излегам надвор, ми се менја гласот. И плюс ми иде солзи од очите. Тоа, сега за вработување, слабо е, се знае. Затворени све фирмите, што ќе правиш? Што му е потребно на Тетово? Чисточа, ја тоа мислим. Чисточа и чист воздух. Нема работа, нема све тие што имаат партиски, тоа има што има работа за нас, ништо нема. Ако град што ни фали? Све што ни фали, што да ти кажам, што ми фали. Нема за деца кај да играат. На крај, кај пари не фали. Работа нема, пари нема. Како град што ни недостасува, што ни фали? Град као свугде ти е. Град исти ти е, цело Македонија исти ти е. Град нема што да прави. Град овој млади гледај, знаеш колку има од Тето? Има око 180.000 граѓани, око 50% е вање. Он докаже да нема никаква перспектива овде. Не само у Тетово, мислим цело Македонија. Чекаш по години, чекаш сутра ќе буде подобро, он полоше дојде. Лажливе определење на партиите. Никој не мисли за народ, само за свој джеб. Ова е срамота. Не краде они помало, али немој толку мало, не краде, после не мисли за народот. Гледај што е народ, сиротини, нема каде да иде. Земјотрес со интензитет од 5 степени според Рихтеровата скала го потресе градот Кукуш во Грција во 1 часот и 22 минути по локално време, соопшти Европскиот сеизмолошки центар. Според податоците, епицентарот на потресот е на длабочина од 4 км се наоѓа на 10 км западно од Кристони, Грција и на 22 км јужно од Стар Дојран во Македонија. Земјотресот бил почувствуван во Бугарија и во Македонија.
Разузнавачки експерти проценуваат дека джихадистичката група Исламска држава има меѓу 60 и 80 своји оперативци кои се кријат во Европа со цел да извршат напади, предупреди денеска холандскиот координатор за борба против тероризмот Дик Шуф. Тој истакна дека тие водат сметка за пораките од Исламска држава во кои се бара од оперативците да не доаѓаат во Сирија и Ирак, туку да се подготват за напади во Европа. Стотици илјади демонстранти во Јужна Кореја се собраа денес на улиците на Сеул четврти пат оваа недела, барајќи оставка од председателката поради вмешаност во корупцијски скандал. Во центар на скандалот се најде и блиска пријателка и соработничка на председателката, која е уапсена поради измама и злоупотреба на службената положба. Таа е обвинета дека влијале врз председателката со тоа што ги навела индустријските компании да вложуваат во сомнителни фондови, а потоа тие пари ги користела за лични потреби. Температурите на нашата планета растат, се зголемува концентрацијата на јаглерод двуоксид, мразот го снемува. Податоците што ни ги спрати 22-та конференција против климатските промени КОП-22 во Маракеш се алармантни. 10-дневната КОП-22 која заврши доцна синоќа имаше за цел да ги натера земите учеснички, речиси 200 потписнички на Парискиот договор од 2015 година, да се обврзат на конкретни чекори. Големиот успех на КОП-22 во Маракеш е токму договорот дека нема враќање назад. Климатските промени мора да се сопрати и Парискиот договор мора да биде применет. Кон крајот на 2018 година земите повторно ќе седнат за да видат кој колку успеал да направи. Времето низ цела Македонија па и во Полошко беше сончево. По одделни котлини и поречните долини имаше слаба магла. Дуваше и слаб ветер претежно од југоисточен правец. Утринската температура се движеше од -4 до 1, а дневната од 11 до 16 степени Целзиусови. Утре ќе преовладува сончево време со мала до умерена локална облачност. По одделни котлини ќе има слаба магла, а во утринските часови на повеќе места температурата ќе се спушти под нулата. Утрешните утрински температури ќе се движат од -1 до 5, а дневните од 13 до 17 степени Целзиусови. Овде е крајот на денешното саботно издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.